Дневник по 20 часот на регионалната К1 телевизија. Добро вечер. По кратката најава започнуваме веднаш, гледајте не. Невработеноста се намали на 25,5%. Велешката општинска каса наредната година ќе тежи нешто повеќе од 906 милиони денари, Свети Николската 82 милиони денари. Започнува постапката за изградба на затворен градски пазар во Велес. При посетата на општина Кисела Вода, премиерот Никола Груевски изјави дека невработеноста е намалена на 25,5%. Вработени се речиси 12.000 луѓе во само 3 месеца и тој тренд продолжува понатаму. Во овој квартал во Македонија се вработени речиси 12.000 луѓе. Трендот продолжува, а невработеноста се намали на 25,5%, што е намалување за речиси 13% од периодот кога дојдовме во владата, изјави премиерот Никола Груевски при посетата на општина Кисела Вода. Откако сме дојдени во владата, невработеноста се намалува. Овој пат откако светската криза и европската криза се зад нас, имаме најголемо намалување во еден квартал, а тоа е за 1,3%. Вработени се речиси 12.000 луѓе во само 3 месеци и тој тренд продолжува. Тоа се во месеците јули, август и септември. И невработеноста е намалена за еден квартал од 26,8 на 25,5, а земено од периодот кога дојдовме на власт, во 2006 кога беше околу 38%, намалена е на 25,5, што значи за речиси 13%. Во времето кога дојдовме на власт, Македонија броеше 560.000 вработени, а денес бројката е зголемена за над 150.000 нови работни места, потенцираше Груевски. Тоа не се работни места за некој што отишол во пензија, па друг се вработил. Тоа не се рачуна за ново работно место. Тоа не го зголемува бројот на работни места. Такви има многу, но тие не го зголемуваат бројот на работни места. Ова се ново отворени работни места, над 151.000 и нешто нови работни места. Тоа е огромен успех, особено кога ќе се земе во обзир ништо се поминавме во овие години на светска глобална криза, која траеше 2-3 години, и европска должничка криза, која исто траеше 2-3 години. Повеќе од 2/3 од периодот кога ВМРО ДПМН е на власт, потенцираше тој, работеше и делуваше во услови на сериозни надворешни економски шокови. Се продолжуваат роковите за легализација на дивоградби. Сите заинтересирани субјекти може да достават барање најдоцна до 31 март 2016 година. Се пролонгираат роковите за легализација на дивоградбите по 1 евро за метар квадратен. Ова денеска го најави премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Со ова се овозможува сите заинтересирани граѓани барањата за легализација на своите објекти да ги достават најдоцна до 31 март 2016 година. Секој кој што доставил барање, односно секој кој што пропуштил во периодот кога беше периодот за легализација во 2013-та да достави барање, сега може тоа да го направи до 31 март 2016 година. Значи се продолжуваат роковите за оние кои тогаш пропуштиле од различни причини да достават барање, до 31 март 2016 може да го направат тоа. Оние пак кои што пропуштиле да достават елаборати, може да го направат, значи доставиле барања, но не доставиле елаборати, може да го направат тоа до 31 декември 2016. А оние кои што пропуштиле тогаш барање да достават, а сега ќе го достават до 31 март, елаборатите ќе може да ги достават до 31 декември 2017. Така што тоа е едно сериозно продолжување на роковите. Од првичниот рок во 2011 година доставени се околу 360.000 барања за легализација на дивоизградени објекти. Од нив за 175.000 се поднесени елаборати, а запишани и легализирани во катастарот се околу 135.000 објекти. Изготвен предлог буџетот за 2016 година за општина Велес. Советот ќе гласа за средства нешто повеќе од 906 милиони денари. Истите ќе бидат предвидени за реализација на бројни капитални проекти.
Општина Велес го изготви предлог буџетот за 2016 година. Истиот ќе биде ставен на гласање на следната седница на Советот на локалната самоуправа. Предлог буџетот е јавно објавен и пристапен за сите граѓани, како и за оние кои следната година ќе користат буџетски средства. Неговата вкупна вредност изнесува нешто повеќе од 906 милиони денари. Во овој буџет е развоен со голем број проекти, капитални проекти, инвестиции кои ќе одговараат на барањата и потребите на граѓаните на Велес. Целата постапка е максимално транспарентна и во него се вградени голем број од предлозите и проектите на урбаните и на местните заедниците. Во предлогот за 2016 година се предвидени проекти што ќе се реализираат во сите делови на општината. Претходно, на средби во местните заедници, но и на јавните расправи кои ги организираше општината, граѓаните имаа можност да дадат свој предлог проекти кои би биле дел од работните програми веќе во следната година. Се работи за барање од повеќе области во општественото живење. Усвоени се сите оние кои се проценети дека се од големо значење и се приоритетни да се реализираат. Во буџетот се предвидени проекти кои освен градската ги опфаќа и руралните средини. Општина Свети Николе го подготвува буџетот за 2016 година. Во нацрт буџетот ќе бидат ставени на разгледување проекти кои се од клучно значење за подобрување на условите за живот на граѓаните во општината. И оваа година буџетот на општина Свети Николе за 2016 година ќе има развојна компонента и ќе биде во функција на подобрување на инфраструктурните проекти и подобрување на условите за живот на граѓаните во општина Свети Николе. Изградба на водовод и канализација на улиците Михајло Апостолски, Гаврило Гаврилски и новата насада Гробински проект вреден 16,9 милиони денари. Изградба на канализациона мрежа во село Црнилиште, проект вреден 11,6 милиони денари. Реконструкција на локалниот пат Клучка Куманово, село Орел, проект вреден 11,8 милиони денари. Замена на старата и достраена водоводна мрежа, азбестна мрежа, со нова, модерна мрежа во централното градско подручје, посебно на крак на улицата Кочурацин и улицата Македонска, проект вреден 2,8 милиони денари. Општинската каса за наредната година ќе тежи 82 милиони денари. Воедно довршување на сите започнати проекти, меѓутоа и многу нови проекти, како што е колекторот кај Југосоровина, проектот Мал амфитеатар до црквата Свети Никола, проектот Плоштад Македонија и многу други проекти. Сите овие ќе бидат инкорпорирани во новиот развоен буџет за 2016 година. Со тоа Свети Никола ќе добие еден нов лик, а граѓаните ќе добијат многу нови компоненти со кои што ќе се подобри секојдневното живење на граѓаните. Сите оние спортски активности кои што ги покривавме во компонентата спорт и оваа година ќе бидат опфатени, дополнително со тоа што ќе го покриеме тука и тенискиот клуб. Со општински пари и до година ќе се развива спортот во општината. Локалните клубови според однапред подготвена програма ќе добиваат средства, а очекувањата се постепено да се зголемува бројот на светиниколски спортски екипи кои се надпреваруваат во повисоки лиги. Во 2016 година подготовки и почеток на изградбата на затворен градски пазар во Велес. Доколку не се јави заинтересиран инвеститор, општината сама ќе обезбеди средства за негова реализација. Велешани ќе добијат затворен градски пазар. Општината во следната година ќе ги продолжи подготовките за негова изградба. Градоначалникот Славчо Чадиев изјави дека ова е последниот од 10 поголеми капитални проекти кои тој им ги ветил на граѓаните и се заложил да ги исполни. Уште денес ќе објавиме повик за јавно-приватно партнерство. Доколку не се пријави заинтересиран учесник за оваа постапка, ние ќе, како општина, сами ја почињаме постапката за реализација на покриен градски пазар. Тоа значи дека имаме и предвидени средства у неколку ставки во програмата за почетна инфраструктура. Чекаме секој момент да заврши деталниот урбанистички план, кој ќе го доставиме до Советот на општина Велес, јавна расправа и се она што следи. Во меѓувреме е нарачен и проектот за градскиот пазар и очекуваме негде до мај месец да заврши целата постапка.
Предходно, продавачите на градскиот пазар ги поздравија најавите за негова реконструкција. Според нив, тие ќе добијат подобри услови за работа, но ќе ги заштитат и своите производи кои досега ги продаваа под отворено небо. Подобра услуга ќе добијат и велешани, кои традиционално основните продукти ги набавуваат токму од овој пазар. Да се надеваме да направат, ќе биде се убаво. За сите, не само за мене, нели лично. Поубаво е, поспастрено, потопло, прибрано. Од изградбата на затворениот пазар се подобруваат условите, што поради затворениот пазар ќе немаме ветер, прома, дожд. Од една страна ќе се подобрат и условите, можеме и робата да си оставаме тука, а од друга страна може и трошковите ќе се зголемат. Зимно време и земнуеме на мраз стоиме. Подобро ќе биде. Ова е втор јавен повик за воспоставување јавно-приватно партнерство со општината за реализација на овој проект. Првиот беше објавен во април годинава, но немаше пријавени заинтересирани лица. Рокот ќе биде за објавувањето за јавното приватно партнерство 60 дена. Тоа значи дека во овој период ќе ги очекуваме, ќе биде објавен во сите медиуми, во сите весници, односно средства за јавно информирање. Преку стопанските комори ќе биде испратен, до бизнис секторот ќе биде испратен и така натаму. Доколку никој, реков повторно, не се јави, ние почињаме со тој проект негде во септември месец. Предвидено е пазарот да биде на истата локација со големина од 4000 метри квадратни. Изградбата би траела неколку месеци, а во употреба се очекува да биде ставен во 2017 година. Од 1 јануари 2016 година почнуваат да важат зголемените субвенции за определени земји, кои ги дава владата за привлекување на странски туристи. Ова би имало позитивно влијание во трендот на постојан раст на туристичкиот сектор. Зголемени субвенции за определени земји кои ги дава владата за привлекување на странски туристи почнуваат да важат од 1 јануари идната година. Од владата велат дека согласно направените анализи, проценки и остварените контакти, се цени дека со ова зголемување на субвенциите ќе се создадат сериозни услови и можности да се обезбедат туристи од определените земји, што би имало позитивно влијание во трендот на постојан раст на туристичкиот сектор. Домашните туристички агенции може да ги користат овие можности за привлекување на туристи уште во текот на зимските одмори. Доаѓа до зголемување на субвенциите за привлекување на странски туристи за поголем број на земји, меѓу кои што и земји од каде што постои сериозен потенцијал за привлекување на туристи не само во летниот, туку уште во рамките на зимскиот период. Затоа ова е добра можност и за домашните туристички агенции да ги проучат сите овие можности, да ги проучат пазарите во земјите каде што доаѓа до зголемување на субвенциите и да стапат во контакти со партнери од истите овие земји со цел уште во текот на зимските одмори да се обезбедат туристи кои што ќе дојдат од странство во Република Македонија. Според портпаролот на владата на Република Македонија, Александар Ѓорѓиев, туризмот бележи континуиран раст во изминатите неколку години, кој е резултат на владините политики. Во предвид дека овие странски туристи придонесуваат за зголемен девизен прилив во Република Македонија, овој потек би бил добар како за туристичките агенции кои што се домашни за зголемување на нивниот профит, така и за општиот економски раст на Република Македонија, се разбира со осврт на туризмот и сите оние гранки кои што гравитираат кон туризмот. Од година во година има постојан раст на туризмот, а бројот на странски туристи во последните години е зголемен за над 100%. Последните статистички податоци покажуваат продолжување на овој позитивен тренд на раст. Во периодот јануари-септември 2015 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 11,2%. Свечано одржан првиот академски час на четвртата генерација магистранти при Технолошко-техничкиот факултет во Велес. И оваа година бројот на запишани студенти е идентичен со претходните. Четвртата генерација на магистранти при Технолошко-техничкиот факултет во Велес го одржа првиот академски час. Студентите кои се дел од трите програми, едногодишни студии по управување, квалитет и безбедност на храна, едногодишни и двегодишни програми по нутриционизам, ги добија своите индекси. Можеме да се пофалиме дека запишавме вкупно 21 магистрант кај нас, од кои што 13 се на насоката управување со квалитет и безбедност на храна, а останатите 18 ни се на нутриционизам едногодишни и двогодишни.
Во однос на претходните години, бројот на запишани студенти е идентичен. Најголем дел од нив се оние кои завршиле додипломски студии на истиот факултет, а факултетот со програмите кои ги нуди овозможува и запишување на студенти кои дипломирале на друг факултет. Факултетот е отворен, нудејќи ги двете програми, едногодишни, двогодишни пред се на оние кои што се некомпатибилни со првиот студиум, нели, со првиот циклус на студирање и сакаат да продолжат понатаму кај нас со една од програмите кои што ги нудиме. Факултетот произведува кадри кои се повеќе се барани во прехранбената индустрија. Поради аерозагадувањето, респираторните заболувања се зголемени за 40%. Од Институтот за јавно здравје апелираат дека состојбата е алармантна и дека воздухот е енормно загаден. Се очекува од идната недела да се воведат вонредни мерки. Респираторните и кардиоваскуларните заболувања се зголемени за речиси 40% во периодот на аерозагадувањето. Состојбата е алармантна во континуитет. Енормно е загадувањето на воздухот, апелираат од Институтот за јавно здравје. Се очекува идната недела да се воведат вонредни мерки. Аерозагадување на кратки стази не се намалува. Можеме само на кратки стази да се евентуално заштитиме привремено, ама да го намалиме аерозагадувањето едино со акутните мерки кои што се предвидуваат, ако во алармните периоди дојде до примена на мерките кои што се предлагаат, да се ограничи сообраќајот во централниот дел на градовите, да се забранат возилата кои што се постари да воопшто влегуваат во тој дел, да се направи организација на системот на сообраќајот. Ова е еден од начините да се намали аерозагадувањето. Останатите мерки за намалување на аерозагадувањето треба да се прават вон сезона. Институтот за јавно здравје предлага низа мерки за намалување на аерозагадувањето, за кои ќе се дебатира на состанокот на Интерсекторската комисија следната недела. Исплатени 17,2 милиони денари оштета за поплавите. Можностите за инвестирање представени на Бизнис форум во Токио. Ова се вестите од Македонија. Владата денеска исплати 17,2 милиони денари на 364 лица како оштета од поплавите во Струмица, Могила и Газибаба. Во Могила се исплатени 8,78 милиони денари на 255 лица, во Струмица 6,2 милиони денари на 102 лица, а на 7 жители кои претрпеа штети од поплавите во Газибаба им се исплатени 2,2 милиона денари. Како што соопшти Министерството за финансии, заедно со претходно исплатените средства, досега се исплатени вкупно 331 милион 691.754 денари на 3225 оштетени лица од поплавите кои се случија годинава. Македонската амбасада во Токио организираше бизнис форум на кој јапонските бизнисмени се запознаа со можностите за инвестирање во Македонија. Министерот за привлекување странски инвестиции Горан Мицковски и амбасадорот на Република Македонија во Токио Андријана Цветковиќ ги представија поволностите за инвестирање во Македонија. Од амбасадата информираат дека еден познат јапонски бренд, компанија во хотелиерскиот бизнис, планира изградба на хотел во Скопје. Како што информираат, инвестицијата би се случила во 2016 година, со која би се отвориле околу 100 нови работни места. Македонија не е позната на јапонскиот пазар, но со отворањето на амбасадата, голем број јапонски фирми ја посетуваат Македонија со цел истражување на пазарот и можностите за инвестиции. Денес светот пишува нова историја. Повеќе не постои земја каде жените немаат право на глас. Во Саудиска Арабија се одржуваат првите избори, каде право на кандидатура и глас имаат жените. Ова е светот денеска. Во Саудиска Арабија денеска се одржуваат првите избори на кои право да се кандидираат и да гласаат имаат и жените. Се очекува од вкупно над 1,5 милион избирачи да се појават на гласање и 119.000 жени постари од 18 години. Мажите и жените на избирачките места ќе гласаат одвоено едни од други. Саудиска Арабија беше последната земја во светот каде жените немаат право на глас. Во оваа земја останува забраната дека жените немаат право да возат автомобили и мора да бидат целосно покриени кога излегуваат на улица.
Грчката влада постигна договор со меѓународните кредитори за пакетот реформи што се очекува да биде доставен до парламентот. Реформите треба да бидат одобрени до 18 декември за да може да биде деблокирана нова транша во вредност од 1 милиарда евра од кредитот за земјата. Едно од прашањата што беше пречка на преговорите изминатата недела меѓу Грција и меѓународните кредитори беше организацијата на приватизацијскиот фонд, кој треба да работи со продажба на државните компании. Несогласувањата во врска со приватизацијскиот фонд се надминати. Решени се и несогласувањата за тоа како да се постапи со лошите кредити на грчките банки во вредност од над 56 милиарди евра. Од јануари банките ќе добијат дозвола да ги продаваат, изјави министерот за економија Јоргос Статакис. Во продолжение следуваат вестите од спортот. Се селиме во студио 3, таму ја имаме колешката Катерина Нацева. Кате повели? Благодарам, Сање. Интересни надпревари се одигра на полето на спортот, како на домашен терен, така и на меѓународен терен. Со победа над Словачка со 2:1, футсал репрезентацијата поблиску до бараш надпреварот за влез во светското првенство во Колумбија. По првиот пораз од Италија, победата на Словачка е мотивација плюс за победа и против Молдавија. Надпревар кој ќе се одигра утре на 13 декември во Бари со почеток во 15:30 часот. Металург ја исполни својата обврска во 13-тото коло од Суперлигата, декласирајќи го својот братски тим Металург 2 со 19 гола разлика. Во Кале се случи вистинско изненадување кое никој не го очекуваше или барем не навивачите на Вардар. Велешки борец славеше победа над Вардар јуниор на првиот меч од 13-тото коло. Ова се настаните од домашниот спорт. Вардар јуниор ја направи уште подалечната желба за пласма меѓу првите 4 екипи во Суперлигата откако загуби од Борец со 26:29. На првиот меч од 13-тото коло велешани одиграа многу храбро и многу квалитетно, упорно до крајот со решеност да ја задржат предноста која стекнаа некаде во вториот дел. По неколку минутното играње гол на гол, Борец повторно се одлепи и на влезот во завршните 10 минути имаше 25:22, кога велешани го искористија својот напад за 28:25 на 2 минути до крајот, епилогот беше јасен. Ова е веќе втор пораз од екипа од долниот дел на табелата за младите вардарци, со што полека го губат чекорот кон првата четворка. И по 13-тиот меч останаа на 18 бода, 6 помалку од Работнички и зад Прилеп пред тие да ги одиграат своите дуели од оваа рунда во кои се фаворити. Борец пак покажува дека е излезен од кризата со ова одлично издание, а со 3 бода кои ги освои дојде до вкупно 13 на 7-та позиција. Футсал репрезентацијата на Македонија забележа првата победа на квалификацијскиот турнир за пласма на светското првенство кој се игра во Италија, откако во второто коло ја совлада Словачка со 2:1. Овој дуел уште пред почетокот на квалификациите се најавуваше како клучен за втората позиција во групата која води во баражот, со оглед на тоа дека Италија апсолутен фаворит, а селекцијата на Молдавија тотален аутсайдер. Избраниците на селекторот Васко Скендеровски одиграа далеко подобро за разлика од првиот дуел против Италија на кој беа декласирани со 6:1. На крајот сосема заслужено славеа победа и стигнаа до првите бодови во својата квалификацијска група. Со овој триумф Македонија се изедначи со Словачка и Италија на табелата со по 3 освоени бода. Домаќинот го одигра својот меч од второто коло против аутсайдерот Молдавија, кој ќе биде наш противник во третото коло. И доколку го совладаме, тогаш речи си сигурно ќе играме во баражот, освен доколку Словачка не слави сензационална победа над Италија. Последното коло се игра во недела, а ќе играат Молдавија против Македонија во 15:30 часот и Словачка против Италија во 18 часот.
Македонскиот втор представник во Лигата на шампионија демонстрираше разликата во квалитетот по 10 минути игра. До тогаш резултатот беше 3:3, а до крајот на првиот дел 14:3 за Металург. Вториот дел почна со 17:6 за поискусниот Металург, а во второто полувреме, како по непишано правило, се играше поопуштено и на двете страни. Предноста растеше константно, но не стигна до 20 разлика, но затоа конечните 35:16 беа највисока позитива на мечот. Младинскиот репрезентативец Мартин Вилковски беше прв стрелец со 7 гола, по 4 постигнаа Давор Палевски, Никола Костевски и Тадеј Матијашик. Кај Металург 2 Димитар Димитровски стрелаше 4 пати. Металург е убедливо прв на табелата со 39 бода, а по ова коло и математички го осигура пласманот во плей-оф фазата. Металург 2 е последен со само 1 бод. До крајот на 13-тото коло треба да се пресметаат Пролет и Прилеп, како и Охрид и Радовиш. Три воневропски земји обезбедија учество во осмина финалето од светското првенство за жени, а секако меѓу нив се и бранителките на титулата, ракометарките на Бразил. УЕФА најавуваат воведување на гол технологија на Европското првенство и на Лигата на шампиони. Во продолжение следува меѓународниот спорт. Комплетирано и последното пето коло од 4 групи на светското првенство, по кое 16 екипи обезбедија пласма во следната фаза, односно недобрите 4 од секоја група. Откако големите фаворити уште во претходните кола го обезбедија пласманот во следната фаза, силите ги чуваа за следните предизвици. Највозбудливо се очекуваше да биде на дуелот помеѓу Кина и Ангола, кој директно одлучуваше за 4-то место во групата, а на крајот како подобри излегоа африканските ракометарки со 32:29. Само 3 воневропски земји обезбедија учество во осми финалето од светското првенство за жени, а секако меѓу нив се и бранителките на титулата, ракометарките на Бразил. Осми финалните надпревари се играат на 13 и 14 декември, а во нив се среќаваат Црна Гора против Ангола, Холандија против Србија, Бразил против Романија, Русија, Јужна Кореја, Унгарија, Полска, Шведска, Данска, Франција игра против Шпанија и Норвешка против Германија. УЕФА најавуваат воведување на гол технологија на Европското првенство и во Лигата на шампионите. Такво нешто засега има само во англиската премиер лига, а ФИФА лани ја промовираше на светското првенство во Бразил. Од УЕФА се уште нема потврда за овие најави, но неофицијално се коментира дека одлуката е пред донесување. Гол технологијата ќе се воведе за да се избегнат спорни ситуации во Лигата на шампионите. УЕФА во минатото тврдеше дека нема потреба од такво нешто поради тоа што надпреварите од Европското првенство и Лига на шампиони ги водат 5 суди, од кои двајца на гол аут линијата, кои се задолжени за спорните моменти, односно за утврдување дали топката ја минала гол линијата или не. Борко Ристовски го одигра својот најдобар меч за Рајан-Некар Левен по трансферот од француски Крете и тоа против неговиот поранешен клуб Гумерсбах. Лавовите од Мајхајм со пресврт во второто полувреме славеа пред своите гледачи со 31:22. Еден од најзаслужените за триумфот беше токму нашиот репрезентативец Борко Ристовски, кој имаше вкупно 12 интервенции. Во нападот кај Левен блескаше Шмидт со 14 голови, додека кај гостите најефикасен беше Сантос со 7 погоди. Свој меч во Бундеслигата денес имаше и Филип Миркуловски, кој со неговиот Вецлар славеше против Мелсунген со 29:25. Бекот не даде ниту еден гол, но забележа една асистенција. Рајан-Некар на Борко е прв на табелата со 32 бода, а пак Филип со Вецлар се наоѓа на 6-та позиција со 22 поени. Овде завршуваме со спортот. Од спортското студио се селиме во студио 1 кај колешката Сања. Сања, што имаме во продолжение? Ти благодарам, Кате, за информациите од спортот, а ние продолжуваме понатаму. Денес имавме стабилно и сончево време со слаб до умерен ветер долж по Вардарието. Еве ги деталите за наредните денови за општините од Вардарскиот регион.
Почитувани гледачи, тоа беше се во овој дневник. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!